генерално се смета дека климатските промени не влијаат на појавата, на зголеманата појава на земјотресите. Иако има некоја логика, бидејќи климатските промени се поврзани со сушите и сите тие работи, како што рековте вие, нивото на поземните води се намалува и може да дојде до релаксација на напоните на самата површина на земјината површина, која што може да предизвика некој тип на индуцирана сеизмичност. Но големи докази нема дека навистина можат климатските промени да иницираат земјотреси, особено не земјотреси со многу големи магнитуди, односно би рекол дека не можат да иницираат ниту магнитуди како што е магнитуда 5 или поголеми, а магнитуди кои што се исклучително мали и човекот не може ни да ги почувствува, само со мерни инструменти се може да се измерат. 2 магнитуда, 1,5 такви магнитуди може би се предизвикуваат како резултат на овие климатски промени, но бидејќи такви земјотреси има многу често, па доаѓа и до коинциденција, дека не е таа директна корелација, дека врнело, па еве сега се јавил нов земјотрес, или како што секогаш видиме дека Скопскиот земјотрес е резултат на поплавата од 63-та година, што воопшто не е точно. Тоа било еден вид, да кажам, коинциденција. Повземните води се поврзани со нивото на езерата, подземните води се поврзани и со издажноста на Раше, кој што практично на некој начин шарските води ја полнат котлината со ние на некој начин сме на ниво помеѓу 10 и 3 метра варирање на подземната вода во Скопската котлина. Сигурно дека ќе доведат до некое намалување на подземните води, кое што може да има некои други последици, но се уште не е така видно. Се уште не е така видно, се уште не е критично. И би сакал да напомнам дека практично, но ние не треба да бидеме себични, нели? Климатските промени ќе ги осетат последиците нивни на сите внуци, да не кажам уште повеќе парафнуците. Ние многу нема да ги осетиме, бидејќи тука температурата не варира многу и таргетот е, како што рековме, спрема тоа така наречена регулација на испуштање на CO2 до 2050 година, да не се глобалната температура, да не се зголеми не повеќе од 1,5 степен, но сега се уште се загрижени дека дали ќе може овој таргет да се постигне до 2050 година, но се работи на тоа.